Музеот во селото Смилево, посветен на Смилевскиот конгрес и настаните поврзани со него, е изграден во 2003 година, на 100 годишнината од подигнувањето на Илинденското востание, а поставката е поставена во 2004 година. Селото Смилево е оддалечено од Битола на 35 км, а од Демирхисар на 9 км. На овој Смилевски конгрес, кој што се одржал од 2 до 7 мај 1903 година, било потврдено подигнувањето на Илинденското востание, кое што се случило на 2 август истата година. Смилево е одбрано како локација за одржување на овој конгрес, поради својата добра геостратешка позиција, за да може сите тие делегати кои што присуствувале таму да се заштитат или извлечат лесно доколку дојде до некоја несакана ситуација. Но тоа исто така е и родното место на Даме Груев, еден од основачите на организацијата, така што одбирањето на Смилево како место за овој конгрес е потврда за неговиот неспорен авторитет. Една од главните простории во овој музеј е салата која што представува реконструкција на просторијата каде што се одржувал самиот конгрес. Од 2 до 7 мај во куќата на Ѓорги Ќуранов, но во понови сознанија на историчари се споменува и куќата на Коштревци и некои други куќи во Смилево, каде се состанувале Даме Груев и целиот одбор околу одлучувањето дали ќе се дигни востанието. И токму ова соба на Смилевскиот конгрес, во оваа поставка, поставени се фотографии, над 35 фотографии, на кои се представени сите учесници кои биле во Смилевскиот конгрес. Освен Даме Груев како централна личност, тука голема улога играл и местниот револуционерен председател Ѓорги Павлев Ќуранов, кој што бил најдесен соработник на Даме Груев, но на самиот конгрес учествувале и Атанас Лозанчев и Борис Сарафов, и на овој конгрес изложени се и протоколите за револуционерната дејност што ќе треба да се одвива, и дневникот по кој што се утврдиле дисциплинските мерки, како сето кои одговорности ќе ги има и кои казни ќе следуваат доколку некои од револуционерите не ги извршуваат. Во една витрина изложен е оригинален револвер, поклонет од семејството Чипуровски. Тој бил на војводата Веле Иванов Пенчо, а додека долу имаме една бомба изработена во леарниците кои биле над селото Смилево горе во Бигла планина. Пред одржувањето на Смилевскиот конгрес, Даме Груев се наоѓал во Солун и тој тогаш туку што излегол од затвор. Груев бил затворен во Битолскиот затвор во 1902 година, каде што имал и средба со Гоце Делчев, кој што таму влегол маскиран во стара селска облека. Уште на таа средба било разговарано за состојбите со организацијата, со која што Даме Груев успевал да раководи, иако бил во затвор. Ослободен е на почетокот од 1903 година. Иако имало поделени ставови околу тоа дали да се подигне или не востанието, сепак преовладал ставот дека е потребно итно подигнување на востание. Главната цел на тој конгрес била подигнувањето на востанието. Дали имало и дилеми тогаш, дали да се подигне или не? Смилевскиот конгрес пред се конгрес условен од јануарскиот конгрес на организацијата, одржан на почетокот на јануар во 1903 година, чишто легитимитет во македонската историографија на некој начин е спорен, поради изборот на делегати, каде што ги задолжува сите окружни револуционерни комитети, вклучително и Битолскиот, да одржат конгреси на кои што ќе ја потврдат одлуката на јануарскиот конгрес за избор за подигнување на востание и ќе го определат датумот подоцна според следот на настаните. Каде се одржува тој јануарски конгрес? Јануарскиот конгрес се одржува во Екзархиската гимназија во Солун. Местото на Централниот револуционерен комитет. Конгресот се реализирал во 4 заседанија.
За време на одржувањето на Конгресот селото е доста добро обезбедено, со стражи на сите страни, поставени на околу 2 часа одење од самото село, а вакви чуварски служби имало и во другите околни села. Главниот штаб на Смилевскиот конгрес го сочинувале Даме Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев, како и нивните заменици Петар Попарсов, Ѓорѓи Христов и Лазар Трајков. А се донесла и одлука, доколку на востаничката територија пристигнати Пере Тошев, Ѓорче Петров и Петар Ацев и тие да бидат вклучени како заменици во штабот. На Конгресот присуствуваат од 17 до 35 делегати, некаде се сретнуваат и 45. Самиот Конгрес избрал на предлог на Борис Сарафов свој преседател, тоа е Даме Груев, и двајца секретари, односно записничари, тоа е Ѓорѓи Попхристов и Парашке Цветко. Ги разгледал според дневниот ред состојбите во својот округ, каде што имало на некој начин поднесување извештаи од присутните делегати од окрузите, од околиите или револуционерните райони, така што се констатирало дека дел од районите се подготвени за востание, како што бил Костурскиот, Ресенскиот, Охридскиот и Демирхисарскиот крај, дел не биле подготвени за востание, како што бил Крушевскиот, Прилепскиот и Битолскиот округ со исклучок на неколку села. Констатирана е состојбата со расположливата воена сила и оружје, околу 8 до 9.000 пушки во цела околија. Разгледувани се можностите за напад на самиот конгрес, односно што би било нападнато. Округот е поделен на 10 револуционерни райони, тоа е значи Костурскиот, Леринскиот, Битолскиот, Преспанскиот, Ресенскиот, Охридскиот, Прилепскиот, Крушевскиот, Демирхисарскиот и Кичевскиот, кои што исто така се дели на неколку под райони. Главната одлука, која што била донесена и пред се целта на овој конгрес во Смилево, било да се утврди датумот за подигнувањето на Илинденското востание, а тоа е 2 август 1903 година. Па конгресот во основа има за цел да ја потврди, споменавме одлуката од јануарскиот конгрес, што и се прави. Со дисциплинскиот устав се уредуваат дел од прашањата за кои што можеме да ги наречеме одлуки, тоа е како да се оневозможи реонот. Османлиската власт да комуницира, тоа е значи оневозможување на сите комуникации од патна инфраструктура, од телеграфска, куrirска, поштенска и така натаму. Тоа да се одржува во континуитет, да не можат да ги омнуват османлиите. Едно од решенијата е покрај што изгласен и дисциплинскиот устав кој што ова фактички го регулира, е задолжен главниот штаб дополнително да го определи датумот за востание. И тоа се случува по нов календар на 27 јули. Непосредно неколку дена пред 1, односно 2 август, во селото Буф, каде што е определен датумот Свети Илија, каде што членовите на горскиот штаб го известуваат Анастас Лозанчев, исто така член на штабот кој што се најдува во Битола, што тој се согласил за самиот датум. И другиот ден од село Боиште, Демирхисарско, значи е испратен проглас до сите реонски револуционерни комитети и горски началства за датумот за востание. Востанието се подигнува во повеќе региони, вклучително и Смилево, но само во Крушево се успева да се организира востаничко цивилна власт од таков степен со демократско-републикански принципи на поставеност на врховната, законодавната и извршната власт. И тоа најверојатно се должи на визијата и подготвеноста на самиот Никола Карев да ги организира тие активности, бидејќи сите акти не предвидуваат што би се случило на една слободена територија, кој начин на управа или нејзино раководење би се организирал, така што во другите места навистина е организирано местни управи, но нивниот степен и вид и воопшто нивната перцепцијата врз нив е сосем поразлична. Ако зборуваме веќе за Крушевската република, како историографско отучување или како сублимат на се она што можеме да препознаеме по предземените активности со воспоставување на власта, станува збор за слободна територија некаде со градот Крушево и близу 30 села, вкупно близу 60 села, колку што
располага Крушевскиот револуционерен район, односно се вклучени во административната поделба на организацијата на Битолскиот округ, односно Крушево има, значи градот Крушево и близу околу 65 села. Што се случува со Смилево за време на Илинденското востание? Па во Смилево е концентриран главниот штаб, исто се случуваат борбени дејствија, активности, организиран е животот. Не споменавме дека според дисциплинскиот устав, покрај тоа што, како што кажавме, главниот штаб има врховна командна задача, тој исто така единствено полномоштен да преговара со странски сили или со непријателот. Меѓутоа во подоцнежниот период од развојот на востанието, поточно во времето на задушување на востанието, тоа е август-септември, исто така Смилево е нападнато, се водат битки каде што доаѓа и до излекување на главниот штаб во збеговите, селото е запалено, настрадани се, значи куќите, местните чети ја доживуваат истата судбина како низ цел Битолски револуционерен округ. Исто било голема улога дадена на тоа каде ќе се заштитува цивилното население и биле одредени збегови горе на Бигла планина и во суштина горе на Бигла планина таму се доста значајни места како Арамиски камен, Горановец, Јаворовец, каде се штитело целото население да нема упат од турците. Со на самото востание кое се дигнало на 2 август, турците некако биле изненадени, посебно овде во Смилево, пошто немале многу турска војска во селото и турците тогаш решиле дека најпрво ќе ја нападнат куќата на Ѓорги Чуранов, бидејќи тој бил водач во самото село. И потоа некаде до 26 август било као некоја привидна слобода. Луѓето се радувале на таа акција што се извела, но после тоа турците го напаѓаат селото, го пожаруваат и било изгорено буквално до темел селото. Во селото во Старо Смилево останате само еден објект до денес од тој период, тоа е познатата кула и голем број на население во тој период го напуштаат селото, заминуваат или во Бугарија и голем дел исто отишле во Битола, тоа е познатиот Смилевски бајер, дел има во Гени Мале во Битола. Спомнавте тоа дека имало привидна слобода некаде до 26 август. Знаеме дека Крушевската република траела 10 дена. Дали тука подлого време имало слободна територија за разлика од соседно Крушево? Велам затоа што Смилево им било подалеку на турците, значи може би повеќе тие биле сконцентрирани кон тој дел, но овде во селото може би да, привидно било малку подолг период. Така барем стои запишано во историски извои дека некаде на 26 август турците го опожариле селото. Втората просторија во Меморијалниот музеј на Смилевскиот конгрес е посветена токму на Даме Груев, кој, како што кажавме, е роден во селото Смилево во јануари 1871 година. Се школувал во повеќе училишта, а бил и прв секретар на Македонската револуционерна организација и неспорен авторитет во истата. Загинува во битка во декември 1906 година во селото Русиново Беровско. Неговиот татко Јован бил ѕидар и неговата мајка Тула и тие се дојдени од мјачките села и се претпоставува дека тоа е селото Селце. Во ова соба, значи, има фотографии од неговото школување во Битола, во Софија, Белград, Солун и формирањето на тајната македонска револуционерна организација во 1993 година, но и сите негови дејности понатаму до неговата смрт во 1906 година во
село Русиново. Во една витрина поместени се некои книги кои се посветени за делото и дејноста на Даме Груев. Забележени се псевдонимите по кои се појавувал Даме Груев, како и неговата учителска работа. Потоа е забележано неговото протерување од Солун, бидејќи тој имал своји осознаени цели за посебноста на македонскиот народ и бил против бугаризација на Македонија. Една од просториите во Меморијалниот музеј во Смилево е посветена и на Втората светска војна и борбата на жителите од Смилево во овој период. Како континуитет на борбата за слобода и создавање на сопствена држава, и партизанскиот одред го носи името на Даме Груев. Борбата за слобода на смилевчани не завршува со Илинденското востание, него таа продолжува и за време на Втората светска војна, а доказ за тој континуитет за таа желба и борба за создавање собствена самостојна држава и слобода е тоа што и партизанскиот одред го носи името токму на нашиот великан Даме Груев. Да, во 1942 година формиран е тој партизански одред Даме Груев. Во тој период, како главен раководител на Комунистичката партија на Југославија, од целото Смилево бил Кирко Матлиовски. Тој се појавува и под називот Угринот или Кирко. И овде има други револуционери. Таа борба посебно значено е во 1942 година кога се формирало. Тие не дозволиле во Смилево да влезат бугарите кои што сакале да дојдат и да одбележат 39 годишнина од Илинденското востание и да го прикажат Илинденското востание како бугарско. И тогаш овој партизански одред застанал во одбрана да се спречи доаѓањето. Но секако дека во целата Втора светска војна тие активно учествувале, се бореле и после ослободувањето се оформиле народни комитети кои биле обележи на целата таа војна која се водела. Тогаш се изградило и училиштето и во тој период за прв пат во Смилево се одвивала настава на македонски јазик. Во четвртата просторија во музеот е поставена етнолошка поставка. Иако во брсијачка средина, во селото Смилево живеат претежно мијаци, кои тука се доселиле од регионот Река околу 1840 година, кога е формирано и така нареченото Ново Смилево, односно сегашното село Смилево. Малку подолу од селото се наоѓаат објекти од така нареченото Старо Смилево. Мијаците прво се занимавале со овчарство, а потоа нивна главна доходовна дејност станала од зидарството. Мијаците доаѓајќи тука ја носат со себе и својата традиција и култура. Познатата мијачка носија Смилевска посебно има своји одлики, бидејќи се разликува конкретно од целото Галичник. Во женската носија таму повеќе везот е во темно црвена боја, додека во Смилево е светло црвена боја. Женската носија е составена од кошула, минта, нелек, клашеник. На главата се носела дарпна, на половината појас, препашка, скутина, кивчена скутина е кај невестата со богати реси, така и везот кој е од дланката до рамото е извезен во позната техника кинатица и на краевите со реси. Еден специјален дел кој што го носеле жените од Смилево представувал сокајот, кој представувал обележје на омажена жена и го носела до раѓањето на првото дете, а потоа се заменувал со главинка. Машката носија во Смилево многу малку примероци се денес сочувани, но овде во музеот имаме еден извонреден примерок на од војводата Тасе Кочовски.
кој живеел од 1870 до 1946 година, која ја поклони неговиот внук Јован Кочанковски за отварањето на овој музеј. Таа е составена од бечви, кошула, елек, долама, појас, копоран. Копоранот е доста богато извезен со срма. Ракавите висат од рамената надолу. На нозете над бечвите се носеле партеници, на нозете чевли, на главата шубара. И нова за мјачката носија посебно за носијата од Смилево своји значајни мисли има дадено, например, германскиот пастеписец, кој вели дека носијата во Смилево е извонредна по својата естетска убавина, доста скапа. И примероци од Смилевската носија денес се наоѓаат во многу светски познати музеи, како во Санкт Петерсбург во Русија, во Метрополитен музеј во Њу Јорк, во Бритиш музеј во Англија. Освен меморијалниот музеј на Смилевскиот конгрес, во Смилево се наоѓа и парк посветен на Даме Груев, а во центарот на селото е изграден и споменик каде се наоѓа и неговиот гроб. Смилево, со целата оваа богата историја и прекрасна природа, секоја година привлекува голем број посетители како од Македонија, така и од странство.